Джевдет Харидини, поранечен министер за финансии, во студио 10. Добро дојдовте, не сме се видели од подамна. Да продолжиме онаму каде што застанавме. Предпоставувам, со Рамадани застанавме кај односно почнавме со оно што се случуваше во Охрид, колку тоа може да се повлече паралела со Македонија, но застанавме во смисла на тоа дека ние знаеме да бидеме понекогаш можеби хистерични, но знаете кога ќе дошле на власт овие кои што се сега, па начекале 10 години девастирани институции и така натаму, некако впечаток е како да вртиме во круг. Не говорам сега за Рамадани, генерално говорам за како држава. Сега вие имавте веројатно златна генерација, условно кажано, можеби тие моменти кога вие бевте сите заедно во таа прва, втора влада, па некако тогаш беа поизгледни ситуациите за напредок на Македонија или сега? Знаеш, ова последно што ти беше дека власта дојде, власта остана во Македонија истата таа која што беше 10 години, затоа што главниот сегмент на тогашната власт продолжи да биде на власт. И не само тоа, него стана уште посилен тој сегмент на власта. Значи, Дуи беше во идилична атмосфера 10 години со ВМРО. Ако тој остана и сега се прошири, стана посилен, не може ние да збориме дека имаме два периода, како што слушам кога ќе се демократизира. За која демократизација станува збор, што настанала после заминувањето на ВМРО само од власта, а да остане Дуи, посилен, со истите луѓе 20 години. 20 години. Без никој од тие кадри, кои се сега зголемени бројот, кои биле во период кога државата минимумот го достигна најтешкиот период на криминал, корупција и неморал, а сега сме на тоа сведоци секој ден со такви скандали, кои само дента се спомнуваат во медиумите, наредниот ден, не се лани, имаше оценки дека секој ден по еден скандал годинава, почна со по 2 скандала дневно. И тие утре дента никој не ги спомнува. Те прашувам, јавноста, реторички, символик некој чекор се направи околу некои луѓе од старата власт. Во затвор се наоѓа Јанкуловска, Чавков и овој се наоѓа во Охрид, Мијалков. Нивните заменици 10 години, не сите тројца, заменици од Дуи, не само што се, туку и се и унапредени со ова власт. Значи, се унапредени, зашто заменици биле 10 години, ништо не знаеле тие што им работат. Колегите предпоставени, не се предпоставени, само тие викате и паралелни сме. Што стана со нив? Ги има на повисоки функции. Сега, како може да збориме дека тој режим беше остави девастиран? Па нормално дека е девастиран кога истиот режим. Затоа што овој што сега дојде Дуи, стана уште посилен од причини што е многу јасно, секој ден тоа се гледа, што СДСМ, да не беа 50.000 албанци, 16 да гласат за Заев, надевајќи се дека тоа што ветуваше ќе го и оствари, ќе си лежат во затвор и тие со име, со презиме. Тоест, од изборите 12-16 до изборите локални наредната година, он истите тие луѓе Заев мораше
со нив да се тие му рекоа на Заев, тие од 50.000 што гласа за него во Чаир, кога тој пак отиде да се подпира на таквите криминалци од Заев, му рече еден на победата за локалните избори, jer тоа Заев таа победа ја оствари. Ме разбираш? Ве разбирам. Чекам да завршите за да ве... И тоа му рече еден, господине, во Чаир, во општина, ние ве гласавме вас да дојдете на власт, да не спасите со прст од овие криминалци, а криминалците без зад него. Вие дојдовте сега со нив овде. Така да, не може апсолутно да се зборува дека беше 10 години еден режим, тоталитарен, корумпиран, повеќето од мене, и сум пишувал како од ретките, али не само јас. И стојам на тоа дека било така. Ниедно ветување не се оствари, ниедно. Дека ќе се вратат милиарди, 3 милиарди, дека ќе се уриват објектите, дека ќе одат во затвор сите, ги искористи делот на бомбите што му треба нему за да се инсталира во власта, другите ги скриву, ги даде, едниот нив за Дуи на Артан Груби, за да тој со нив сега се прави силен. А можеше ли се да сама Исаев без Дуи? Може ли ВМРО без Дуи? Не ме, дали го кажаш прецизно. Тие 50.000 му возможеа да он остане во игра. Не ми е јасно за 2000... Не, тоа да остане во игра. Инаку да не ги имаше тие 4-5 пратеници, кои тие 45.000 гласачи му беа потребни, тога ќе мораше и меѓународниот фактор мораше да преземе нешто, да најде некој друг пат, за да ги оствари оние стратешките цели, да дојде до промена и до деблокада на процесот на преговори со Грција и така натаму. Ќе се најде некој друг пат. Jer тоа сега ќе се повтори после. Тоа, нече имаме време да кажеме, се повтори после тоа, кога за малку ќе паднеше владата на СДСМ и Дуи, пред 2 години, кога се јави на телефон некој таен функционер од, во наводници ова се го зборувам, се појави и за еден пратеник ја спаси владата и тие ја нарекува стабилна влада. Стабилна влада не може да се подпира на неморал и други работи. Сега слушаме дипломати од Европа викат, вчера, значи, викат дека препорачуваат Македонија да ги реши проблемите со Бугарија, да го реши исто како со Грција што го реши. Да, добро е тоа што се реши со Грција и се отвори можност да се влезе во НАТО, ама во никој случај на ист начин. Jer тој начин е крајно штетен за земјата, за дестабилизација, затоа што мораше да се простат криминалите на пратениците на 8 пратеници, мораше и да се доплатат, мораше и така натаму да се направат такви чинови, што да рече да направите, али водите сметка, немојте на ист начин. Сега, господине Харедини, вие загатнувате една тема за Дуи. Дуи е 21 година практично на власт од 2002 година, со исклучок на оние 2 години 2006-2008, кога беа надвор од власт, па потоа се правеше мајски договор и она правило непишано да победник со победника прави коалиција, но ќе забележите некаква промена во смисла на тоа дека многу блиски луѓе со кои што Ахмети го почнуваше тој поход на политичката сцена веќе не се околу него, мислики овде на Газим Острени, не знам Фазли Велиу и уште неколку други од таа прва гарнитура. Дори се обидеа да направат и партија, особено Газим Острени, меѓутоа не успеа. Потоа следуваше нов бран, па еве сега гледаме дека се тргнати настрана Муса Џафери и целото тоа едно крило. Па сега имате некои нови дечки, кои што веќе не се нови во смисла Артан Груби, Бујер Османи, имате некаков судрив во Дуи. Огнените со Али Ахмети.
Вечерва велат тој доаѓа во Чаир. Што е толку битно што доаѓа во Чаир Али Ахмети? Има ли вистински судир во Дуи или можева само да се толкува како игра некоја? Прво се сметаше и јас бев еден од тие што иако не бев сигурен, напишав дека е игра ова, дека нема. Очигледно дека судир веќе јасно е дека има. И во историјата, али ова што кажа, он ги трга другите, ги носи тоа. Тоа не се решава, тој не носи некорумпирани. Се по-корумпирани носи други. Нему по трет пат сакале да ја протне Теута Арифи за градоначалничка со помош на Заев. Секојаш не заборави тоа. Поради заложништвото на СДСМ и Заев од Али Ахмети. Jer три пати, по трет пат сакаше. Го одбија, ја одбија кандидатурата незина да оди амбасадорка во да ја протне во Америка, во Европска унија, во Турција. Се правили тоа, тој што е определен прозападно, по секоја сила да носи амбасадор кој тие не го примат. Али Ахмети е сега заложник на овие најновите, заложник на токму на Груби. Не го донесе он така Груби. Како го донесе? Груби излезе Ермира Ахмети на парламент и со прст му рече ти си хулиган. Тој утре дента, на 2-3 дена се знае што се случи. Кој? Тие материјали со кои располага Груби, а кој му ги дал Заев, него го прават силен и така и се однесува он. Така да он тоа не го правил со своја волја. Тие некој го држат сега како маскота, затоа што ги остваруваат своите лични кариеристички материјали. Гледате секој ден по еден скандал излага коруптивен и никому ништо. Да не зборам оне символички од филмот со кај што играт фудбал во канцелари, а Ковачевски вика може секој да прави се во своја канцеларија. Како тоа може се да прави, може тоа? Тој знае дека тоа стварно не може и не треба. Тоа канцеларија да се инсталираат спортски реквизити, кош и така натаму. Меѓутоа, што да прави тој кога и тој е фатен, сам лично, и он не може да издржи. За Ковачевски говорите? За Ковачевски. Ковачевски ни е донесен нас премиер од Телеком. Телеком бил еден од менаџерите во време кога Телеком милиони дава на сите овие од врвни и на Али Ахмети пари. Значи, ова, каков тоа период имаме ние сега? После девастираниот. Кој е подевастиран, во некој смисол. Што е битката меѓу на Али Ахмети? Тама е битка... Битката, дрското однесување во партијата на Груби, кои више овие внатре не можат да трпат. Нима тука, не случајно во групата, таа огнената група, на страна Муса Џафери, познат е, не е непознат, ама двајца од нив, Висар Ганиун, градоначалникот, Изет, забележувам, јас и се забележувам, тие кадри били и се на Дуи. Неспорно. Три пати началник и така натаму. Меѓутоа има една мала разлика, ако не и визуелна. Тие до сега не се експонирани, нити пишувале, нити многу во јавноста биле присутни за пропагирање на партијата. Добро, Изет Меджити беше и он еден од клучните на некој начин. Клучните бил, сакам да кажам, не бил он како што сега е присутен потпредседател и сега е на партијата. Како до сега не бил присутен во јавноста, викам. Не дека негирам дека бил. Прашање и тој дали е чист се во тие
коруптивни. Jer кога доминираат коруптивните, неморалните и криминалните, не може да обстојува ни еден чесен. А кога доминираат честните, можно е да се подкраде некој известно време, некој криминалец внатре. Овде е метастазирано. И сега тие видоа дека тоа више не иде. Второ, каква партија е тоа кога 3 години не бира органи? Се бира сам на Конгрес, 3 години друг функционер не бира. И тоа кулминираше тамо таа криза внатре во партијата. Друго, ние не сме Кина, Америка и Русија. Ние се знаеме, ние разговараме со нив, имаме пријатели меѓу нив. Кулминира. Не може да се одбрани однесувањето на овие што ги викат тие во извршната власт, што е, се уште го држат дека се Али Ахмети е добар, а тие лоши. Али Ахмети не може да биде долго време, само он добар, а другите лоши. Па и сега, ако се обида, не верувам он да дојде до тоа, он да го смени Груби и не престануваат. Ама и да го смени, не може он после да има власт како до сега. Толку е моќен Груби? Моќен располага со криминалите, нивни ги има, може да им... Ти дадов пример од почетокот. Не, јас ве разбирам, друго сакав да кажам. Затоа што Али Ахмети, например, покрај него бил Фазли Велију, вујкото практично. Бил Гзимо Стрени, тоа се луѓе за кои што тој наоѓал начин како да се ослободен, еден Муса Џафери кој што исто бил цело време. 15 години бил, не знаеш ли како, зашто сега Муса Џафери е во таа група. Муса Џафери не може да му заборави на Али Ахмети, ако биле од деца пријатели, што тоа не е битно воопшто во политиката, во животот. Може и брат да ти имаме случај, ние чесен брат, имаш битанга друг брат. Ме разбира. И не може да биде изговор како што Али Ахмети постојано повторувал. Ми бил пријат 15 години, он беше све и се што во... Дали е ова борба за местото на Али Ахмети? Во крајна инстанца, таму. Ама тоа значи голема промена, не само за Али Ахмети, и не само за Дуј, и не само за албанците. Тоа ќе значи менување, ресетирање на и кај односите со... Не ќе може понатаму вечно македонците, условно зборувам, заедно, да се пазарат со албанци кои не вредат 5 пари. Ќе дојде до корените промени. Тој е во право кога вика дека албанците не вредат 5 пари. Затоа што со тие што се пазарел, тогаш се гледа колку вредат. И тој тие што кои се пазарел до сега, така е, не вредат 5 пари. Не знаат гледачите овде, јавноста во Македонија, како Али Ахмети на телевизија во Албанија, со некој си чим пека, му се жали дека има 100.000 необработени за него прислушувања необработени и над 17.000 обработени. Со сати на телевизија. И многу му останал, значи тоа што Заев рекол дека албанците не вредат 5 пари, нему коските до смрт му го има навредено, ама најмногу се лути на интелектуалците, на научниците. Зашто ние сега не се буниме против Заев што не навредил? А тој самиот да остане и натаму во пазар на власт со Заев. Тоа, jer тие имат еден метод, имат тие Ахмети и други. Тоа го правеше и пред тоа Тачи. Едно зборуваат во Приштина, друго зборуваат во Албанија, трето зборуваат или ништо не зборуваат овде. А ние па имаме можност, поради сега што се телевизиите се гледат сите, ги узнаеме јазикот, македонскиот, српскиот, албанскиот, имаме увид како тие се однесуваат така. И на крај скандалот со тоа што некоја се пикна тамо да се слика со Курти, да пие кафе со Курти и тој да рече
Прво со него разговарав, после со Ковачевски. Па знаете, не знаат гледачите македонци дека пред неполни 2 години он викаше, jer on je пријател со свој, он je ги брани, го напаѓа Курти и партијата негова во поддршка на не тие од штабот што се наоѓаат осомничени во Хаг. Тоа се неговиот круг луѓе. На Хашим Тачи мислите? Да, Хашим Тачи и другите че. Па знаеш што вика он за на избори, на предизборната кампања во Приштина за последните парламентарни избори? За Курти? За Курти. Не, на косоварите не им треба Курти затоа што тој сака Косово да го врати повторно во Србија. Буквално. И кога овој на телефон Артангур дента кога таму резултатите беа познати, jer тој не е во тек, Артангруби на телефон му вика победи ВВ. ВВ е Ведвендосија, самоопределување, иницијали од партијата. Знаеш, он се вика на телефон на Груби? ВВЦ победи. ВЦ вика за партијата, а он сака да ја врати, да го врати Косово во Србија, а оди да пие кафе кај него. Да, бе свати. Кажете ми, на таа битка ќе биде, оваа битка колку ќе трае? Например, затоа што од друга страна, сега и во Дуи ситуацијата е таква каква што е, но не е сјајна ситуацијата ниту во македонскиот политички блок. Например, и ВМРО, ДПМН и СДСМ зависат на некој начин од Дуи. Ако Дуи ја напушти собранието, па ќе влада. Со тако Дуи реши. Па ви објаснив дека тоа таму промените, таму радикални промени во Дуи, не последици нема, не само нема за Дуи, не само за албанците, него и за македонците, и двете партии македонски. И реков, тука е почеток на голем расплет. И сега ще од тоа се плашат сега присутни тука интензивно Америка и Европа. Тие сакат по секоја цена такви големи турбуленции да не настанат и да се доведе во прашање процесот на решавање на споровите со Бугарија. Тоа го одолжува тоа. Инаку, овој што денеска закажал, доаѓа тој. Кој доаѓа тој? Добро му рекеше некој. Па тој и тука е, координатор му е на огранокот Бојар Османи му е координатор, овој му е подпредседател. Кој доаѓа? Он има сега механизми вечерва да собере од цела Западна Македонија сите, има десетина илјади луѓе платени, сите се на платен список. 354 има овај во министерството, наводно министерство, Артан Груби во кај него само. Проблем ли е тие се грото се тие од Скопје? Проблем е да собере таму вечерва луѓе. И со автобуси, и со све разни негови клиенти, ала Исмаил Ејовска и така натаму. Добро, и што ќе биде пораката од тоа? Бидејќи сега не знам Али Ахмети пораката, он прво... Ова е пресметка на Артан Груби со изети Али Ахмети. Тоа Али Ахмет, како Али Ахмет е главен. За сега се уште се врти околу него, ама Али Ахмети, ако сака да остане со Груби, а можна и таа варијанта не е исклучена, да ги времено сега со поддршка и на сите да ги маргинализира и Изет Меджити и овие, ме разбира. Можна, меѓутоа он кај оди, внатре во партија, партизацијата. Па каква партизација? Се мрднали од место од извештајот на Прибе во Македонија. Се мрднали една, никој не го спомна веќе. Тој што напиша и што препорачуваше да се преземе. Го спомнуваме. Не, но ништо не е мрдно таму. Не ти, не го спомнува тој што се повикаше, тој што му помогне да дојде на власт тоа. Остай тоа ти што спомнуваш. И ја. Ние не сме фактори. Ние треба да кажеме и да укажеме на овие работи, на луѓето и на граѓаните, дека сериозна е ситуацијата и не ќе може начините европските дипломати. Как може Гир секој ден да ни соли памет овде дека имаме корупција, ние види богати.
или тие тројцата Димек, ние не знаеме. А ние не знаеме, ме разбира? А со што ги не ни кажа, јас сум го прашал јавно на Facebook, не знам дали кај стигат тие објавувања. Кој беше, тој е официјален представник, а овде доаѓа да реши проблем таен функционер од Европска унија. Што не излезе да каже еднаш, не е вистина то? Или тие групата, тимот за санкции од Вашингтон. Па чекај се излага Бујар, вика, ние ги викнавме. Амбасадорката не вика, чекај бе, не, тие, нити се знае дали дошли, ништо дошли и така натаму. Овде е проблемот. Проблемот е длабок, проблемот е во корените, нема корени. Цела ова стабилна. Ова е да се остварат што се поклапат и со нашите стратешки цели, Македонија дефинитивно да не дојде до некој прекин на преговори и така. Иако преговорите не се знае ни кога, ни како и така. Да. Па да, ама овој му вика во Тетово Алијаметина Ковачевски, драги Ковачевски. Од денеска камен темелник, друг камен од тога не е ставен таму, на фабриката за електрични автомобили. Ние на 27 за 4 години Македонија ќе биде рамноправна членка на Европска унија. Овој па Ковачевски померил мало на 30-та, Европа не знае никогаш кога Македонија ќе влезе. Добро. За крај да го заокружувам моветот, како Дуј ќе оди на избори? Ќе оди вака како што е сега, дали овие огнените може да направат своја партија Една од методите тие и без ако да видиме се исходот, судбината на групи. Ако таму остане статус кво со Али Ахмети да не може тука, тога ќе си одат, овие никој нема да. Тоа ќе биде еден процес при кандидирање при ово. Он му ги избрка сега сите кадри на огнената група. Сега од работа, од функции. Да, од функции гледаме и дури министри, разумеме, заменици министри. Апсолутно, оно што сега почнал тој процес, само тој процес не мене ни тебе, да видиме наскоро исходот ќе се види. Меѓутоа едно е сигурно дека тоа не е работа што може со викат голем играч. Па голем играч и ја би бил на негово место да имам 100 милиона в джеб, да го имам пријател Јајовски, тој од Пуцко Петро. Добро, сега да не споменуваме имиња. Не, спомнате, тој има пријави. Како ја ќе спомнам, ти не спомни. Он е пратеник, лани 1200 тендери добивал, ме разбираш? 100 милиона заработил. И се гледа на Фейсбук како го рани со салата од вошни, од овоши јужно Алијамет. Не. Тој брат му е негов кадар на градоначалник на општината таму. Син му менаџер на фирмата. Како не? Тоа е. За пласница говорите, така? За пласница. За пласница. А сега да прашам, огнените ќе одат сами на избори? Не, јас не знам дали ќе одат. Тие за сега одат дека партија сме ние. Може ли ако одат сами на избори да му направат проблем на Дуј? Како не? 100% му ако не све, овој која беше во листа кандидат за пратени Груби ни глас не добива во Чаир. Он денеска ќе собере луѓе во Чаир. Апсолутно тоа и овој и Бујар Османи. А што е со уште ова? Што е со тоа, бидејќи многу го поврзува кампања, тој доаѓа демек ќе имаме техничка влада за колку еве, за 10 месеци отприлика или за една година и дека ќе имаме прв премиер албанец. Тоа ќе биде демек голема добивка. Тука ние ќе се ослободиме од теророт што сме ги имале досега со премиер македонец. Тоа за една година 1460 дена се 1306 дена македонец, 100 дена албанец. Тука ќе се решат сите проблеми. Друго. Ама сега се зафркавате, така? Ама не ја видите тоа мало, ама тие се зафркават со нас. Затоа што излезе откако ги доби со таа влага, дека тој кога ја лансираше лагата за прв премиер не ги викаше 100 дена. И не ги излажа сите албанци.
Jer повеќе од четвртина нема он кај албанскиот блок. Не му беа потребни 2-3 да ги доби. И ги доби, и веднаш излезе Заев и рече, му благодарам на господинот Али Ахмети, што беше доблесен и го повлече барањето за прв премиер. Не. Тоа, ова, сликите сега со Курти, сликите со овие вечерва да ги користи таму. Еве овој го реши Југославија ја урна, сега и не влезе во НАТО, али Ахмети не влезе во НАТО. Кога беше Груевски не можеше да не влезе. Он затоа што седеше мирен тогај, затоа што Груевски го амнестираше за кривични дела против човештвото и војните. Да. То. И на овие состојби, на овие корени што ти ги опишувам, ова Македонија е стабилна, таа е стабилна, нека биде релативно стабилна да се решат некои покрупни проблеми, ама овде да продолжи вака со Ковачевски, Заев и така натаму, тоа гледаме ние, види како заборавија, каков скандал се случи со локалните избори во Македонија. Тој викаше, без Шилегов ја не одам во Европа. Сите мои кандидати анкетирани од анкетите се сите изгубија. Тоа од... Добро. Господин Харидини, благодарам што бевте во студио 10. Джевдет Харидини, поранешен министер за финансии во студио 10.